Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добро дојдовте. Како се редат датумиве на календаров, чисто да ви ја кажам агендата. За вечерва требаше да имам интервју со моите колеги од Сител, Канал 5 и 24 Вести. Тоа се луѓето Роберт Александар и Огнен кои комуницираат во живо со јавноста, со публиката. На сите им упатив покани. Огнен Јановски не удостои ни со да, ни со не, едноставно потполно игнорираше, дури не ни одби. Му се јавив лично, му напишав, значи како што треба. Респектирам, нема ништо лошо и тоа е, слобода на израз, став и комуникација негова. Роберт од Канал 5 веднаш прифати, многу ми е драго. А Александар, за жал, одложи, бидејќи му е роден ден, па happy birthday to you и за жал не можевме. Ја мислам дека тоа ќе биде прилично интересно да ги споделиме нашите искуства со публиката, јавноста, кои се најсмешните детали, најгрдите детали, најдобрите моменти. Ќе беше убава новогодишна емисија. Арно, ама знаеш како секогаш има добри причини. Роберт, може би требаше да ја направам само со тебе. Најхрабар си дефинитивно. Океј. Има уште водители кои викаат и кои викаат мислам, не смеам да тропам бидејќи куглава. Штета не ми е у кадар. Тргни го. Логото мое. Не, врати го кадарот, а тргни го логото мое за момент. Видиш ту, шубаво дет старот се врти тмор. Видиш шубав кадар имаме, бе, био. Пицини у Швейцарија биле, кај нас биле. И се, што да правам? Ништо, врати го сега, мора да биде тоа. Дет старе секогаш зацкри... има љукави лисиц, види го, од каде си го вадел бе ово? Џамија еден, види го на љукав со тоа телефакин ТВ. Завршивме минатата недела со моја препорака за гледање на Star Wars The Final Frontier. Видете, 77 година, кога се појави филмот во кината кај нас, отидов да го гледам. Бев клинец и се ми беше малце чуден, ама добро. Поинтересен ми беше неколку години подоцна кога беше империјата го враќа ударот. Знам, многу добро се сеќавам на таа кино представа во... Тогаш беше, како се викаше Милениум тогаш? Киноцентар? Киноцентар! Киноцентар. Тогаш бев со една многу една драга, блиска, талентирана особа и него изгледа филмот, бидејќи толку бе фокусиран на неа. Да, тоа се тие први љубови, гимназиски и така натаму. Малце чматање, малце руче пуштање, она не дава, ти стискаш, па ќе дзирнеш, многу интересен филмот, погледон ти оди, ти се плаче. Типично тинејџерска работа, ништо перверзно, беше убава љубов. Кратко траеше и, ја запомнив спрема ова. Подоцна малку се појави и тотално не можам да се сетам, вајда веќе бе влезен во дисџокејските води на враќањето на джедајот. Секако 1999 година на реинкарнацијата заедно со Љупчо Ѓоргиевски и неговите деца во кино Милениум, веќе тогаш го гледа Фантом Минис, па после дојде и следниот, па наредниот и третата реинкарнација на приказните пета, шеста, седма, па прва, втора, трета, па седма, осма и девета, оваа што беше последнава. И сега да ви кажам, многу добра финта имаше направено. Не знам дали намерно е направена и така натаму, но интересно е дека бидејќи заради IMDb, Rotten Tomatoes, Metascore и сличните оние сајтови кои ги оценуваат филмовите, понекогаш не викаш, не знам дал да идам овој филм да го гледам.
и ќе прочиташ дека критиката прилично лошо го оценила. И идеш со ниски очекувања. Значи, критиките за Star Wars The Rise of Skywalker е многу и позитивни и лоши критики. И едноставно ти се спуштаат очекувањата. Арно, ама, фан базата, оние кои ги следат сите детали во врска со го пуштив с него да паѓа позади, види, абе, манга, што да ти кажувам, иза леѓа стиска миш бели среќу дели. Ми ги спуштија така очекувањата и бидејќи, но што и да имаше од критика, ќе отидев да го гледам. Прво, J.J. Абрамс нема лош продукт. Кој го знае и кој малце следи филми и такви работи, J.J. Абрамс нема утка. Што сакате? Mission Impossible, сакате оние негови откачени филмови, да не збориме за неговите серии, што ги правеше, например, Lost е негова серија, и така натаму. Но, отидов со ниски очекувања, но немаше било што на светот да ме спречи, затоа што мене 2019 ми е добра цифра. Знаете што значи? Секој филм го гледав у реал тайм кога ќе дојдеше и ќе се појавеше. Сега, да земеше лимун, подобро ќе беше. Не, ако. Ти текнуе ли Том и Джери? Кога... Слушај, бананата не ја јади, али јаболчето можеш да го јадеш, бидејќи е органско, Петровче, наше, убаво, слободно да си јадеш, пријателе. Алал ти вера на диетата. Бидејќи некои твои колеги кои ќе се зајадат овде се со бурек, со тесто, со ова, со оно. Ми се свиѓа што здраво се храниш. Слободно, живели. Да се вратиме. Значи, седнувам на филмот да го гледам и очекувам, со ниски очекувања. Добро, викам, ќе го изгледам каков и да е, сепак 2,5 сата. И се случuje, пау! 2,5 сати! Абе, да не трепнеш, да не зевнеш, да не се свртиш, да не застар. Акција, пукај, смеење, хумор, пугара, банана, джиро, фајро, знаете што? Трейлерот е толку лош, трейлерот од филмот е 10 пати полош од филмот. Сега, од оние уметнички карактеристики кои ја не сакам да ги трошам. Ја не знам зошто критичарите филмски се трошат на вакви филмови. Абе, филм е за забава. Овако филм е забава. Тука нема што да анализирам. Анализираш филмови како што е Джокер, како што е Blade Runner 2049, како што се некои филмови кои имаат и уметнички претензии, па требало вака, па не требало, па било добро. Star Wars да го оценуваш добар или лош, па тоа е нонсенс. Како да ви кажам, Star Wars ми е мене како фамилија, како жена. Како ја можам да кажам дали жена ми е добра или лоша? Абе, фамилија ми е. Или децата мои се добри или лоши. Или мојот најдобар другар од детство, ваков или таков. Абе, фамилија, тука не спрашуваш, роднина ти е тоа. Колку години е бе тоа? 3,5 децении бе, човеч. Па тоа не се прашува дали е добро или лошо. Тоа е дел од тебе и крај го прифаќаш како такво. Значи, така добар хумор, такви добри финти. Едноставно, J.J. Абрамс не правил филм за себе и за свој кеф, направил филм да ги опфати сите работи од сите Star Wars филмови, да им остави еден белек на сите фанови, никому да не му се замери и нормално заради такви работи се губи оној можеби уметнички, не знам. Но тука, како да ви кажам, само филмот е толку интензивен да јас на пола од финтите не можам да се сетам. Значи, како брат ми после Брус Ли сме искачале од кино и нели на карате која го фатуе луна, уау. И сега искачам со синовите и со сопругата, четворица ние го гледавме сите заедно. Абе како беше тоа малецкото што правеше таа финта? Еј, баба Ву, баба Ху, она како се викаше и забравив.
мора да се гледа уште еднаш. Толку е интензивен филмот, нема падови, знаеш, она, како сите филмови, нели, акција, пак има застане, па малце емоционално. Не бе ова! Љушти, реже, растура и ич не прашува. Значи, ја така добро си поминав на филмов, тоа не можам да ви го опишам. За сите пари, како што го викаат. Вие што не следевте, еве само да го видите трейлерот. Трейлерот помножете... Значи, како што е трейлерот, таков е и цел филм. Па дури и подобро. Можеме да идеме гласно? Може. An instinct. A feeling. The force brought us together. We're not alone. Good people will fight if we lead them. People keep telling me they know me. No one does. I do. Long have I waited. And now you're coming together. Is your undoing. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Confronting fear. It's the destiny of a Jedi. Your destiny. The Force will be with you. Always. Што да кажам? Дел од мојот живот, нема бегање од тоа. Благодарен сум за таа забава, благодарен сум за све што ми донеса, а на некој можеби суптилен начин те боцкало и ти викало: бори се против лошото, колку и да си слаб, на крај доброто мора да победи. Не е длабоко, не е кој знае што, но ворете. Така, една добра порака, пријателите заедно што можат да направат никој. И сега, драги мои, јас сакам да отворам тема вечерва. И што би ми била темата? Темата би ми била за телефони, малку подоцна, но би сакал, бидејќи мислам дека нема да имаме време нареднава недела. Во петок моите колеги ќе слават, па нема да ги притискам и така натаму. Ќе им се приклучам на прославата, ете еднаш годишно тоа го прават. Во вторник, среда и четврток ќе имам 3 интервјуа. 2 интервјуа ќе бидат посветени, бидејќи ни доаѓа Божик, ни доаѓа Нова година, момент кога мораме да се сетиме на оние на кои помошта им е потребна. Ние треба да помагаме секој ден. Таков ни е нашиот код македонски, даден од нашите свети отци, 2000 години, да бидеме солидарни. Но не сме. Па еве, мал придонес, наместо умпа, бумпа, која еве вечерва ќе го, како една позитивна енергија, утре ќе побарам од вас и задутре да ги сослушате моите гости
кои носат голем и тежок крст низ животот и може би некому ќе му текне како да им се помогне. Они не доаѓаат ни да просат, ни да молат. Они доаѓаат на моја молба да ја чујам нивната борба и начинот како се справуваат, затоа што нивниот пример мене ми помага во животот и тоа многу. Се надевам дека и вам. А колку повеќе едни на други си помагаме, толку подобро општество ќе правиме. Темата за вечерва подосна, која ќе ги вклучиме телефоните, ќе биде: што ве научи 2019? Можеш мојот компјутер. Интересно е што добив многу одговори на оваа тема. Еве, например, Кими ми вели: ако ги гледаш Викингс, јасно е што ве научи. Димитар вика дека ми треба да им маме на политичарите. Миро Кацаров: да не ти доцнам на снимење. Лидија: научив дека сопствениот мир, домот и семејството се најважни во животот. Плячкај, кради, убивај, рекетирај, лажи, проаѓај на црвено, гази пешаци, рекетирај, сето тоа за 5 години највише, ако добиеш плюс помилување ова. Абе, милина, ете тоа Иван научил во 2019. Тони Андов: бегај од оваа вукоебина и, како што реков многу одамна, од нас држава не бива. Бранко вика дека 2019 ме научи дека повеќе никогаш нема да помислам на самоубиство. Толку претрпев да сега е глупо да се укокам, а претрпеа бога ми и поголем број граѓанство, земјоделство, воштарство, сточарство. Скот Ридли или Ридли Скот може комотно да сними филм за нас. Човек ме наежи каква мака имал, ама ете, маката на другите го излекува. Стојан вели: све најлошо што може да се случи, полошо нема. Кој како ја доживеал? Уште многу одговори, а ќе ги чекам и од вас малку подоцна. Благодарам, режија. Сега да се вратиме на темите за вечерва, за стартот. А тоа е: се закачавме со мојот драг колега, кој е бољи китариста, дали Стив Веј, дали Алди Меола, и случајно налетав на ова типче. Марчин Патралек се вика и ја свири на гитара Бетовеновата 5-та симфонија. Ама како само? Фасцинантно, а? Шо викаш, како беше? Шо вика? Шо ти реков? Океј. Навистина, ова беше младиот Марчин Парчалек, кој одушеви со ова. Но идеме уште малку со класика, но овој пат и за око, и за уши, оние силни латино танци. Кога велам силни, пред се мислам на емоцијата.
Grci bile. Dobro. Samo še jednaš da pročitam što pišuva. Music Tita Merlino se doće de mi, brought to you with the support of Tango Lovers Festival at Marathon Athena Greece, Vanessa Gauča Rabičoglu i Jestrevski. Znači, Turci nastav vo Grcija so latino tanci. Argentinsko tango je jedna od, možem slobodno da kažem, izvinite ako vi zvuči vulgarno, no mislim da je toliko silno, erotsko, prosto pleni koga maši žena vo tije takvi stilizirani pokreti, dviženja, mislim da poveće od ona vizualno. To navistina fascinantno mi deluvati, iako ne idem na tije raboti, da si gi pozdravim drugarite moji Arso i Gabi. Što se odnesuva do drugite temi za večerova koji sakam da gi spodelam s vas, ima ušte nekoliko. Što se odnesuva do politika, nije imame komični i nekomični. Mislim da klip na 20 za 2020 godina, potočno za 2019, koji će ni bide kako light motiv od 2019, ovoj klip, sad će mi se naljuta drugarite ovdje, kama što da pravim. Mislim, nema ništa. Ovo je jedan čovjek koji mu dođe na naši cenet, mnogo počitovan, voshitovan, kako ti to respektiran, gospodin Šilegov. Naši od najdobar i najsvetol primjer od gradonačelnici koji ikoga se rodil na ovije gradonačelnički prostori od Piccolomini pa navamo. Mu prihodja jedan čovjek i ovoj mu go citira Niče. Imaj si ubav den. A, така. А се ближат изборите. Ако се ближат изборите. Главата поевтини. Никада не ме гласаш више. Немаш проблем. Живај си Главата поевтини, супер, автобуси има, се има. Супер. На збор, на збор е супер, све на збор одлично. Никада не ме гласаш. А во реалност нема ништо. А, за 7 дрса толку камери? Па не знам, си прават, изгледат филмови, од кај да знам што си прават. Пушти бе гласно се, бе, што си... верува во тоа. Со 7 дрса ништо не се прави. Каде се автобусите? Каде е гасификацијата? Што обеќаше? Мостовите? Никада не ме гласаш више. Немаш проблем. 300 работи обеќане, ништо не е направено. Клиентизмот и луѓе што мислат дека поддржале определена политичка структура само за да добијат вработување, имаат по 50 и кусур години, уопште не ме интересира. Никада не ме гласаш више. Немаш проблем. На збор е супер, све на збор одлично. Никада не ме гласаш. А во реалност нема ништо. Никада не ме гласаш више. Никада не ме гласаш више. Никада не ме гласаш више. Добро. Овдека не ќевме да идеме. Сакам да кажам дека дечково ни е роден за председател на држава. Значи, што заклучивме? Ние, кој е најценетиот председател во историјата на Македонија? Не е Киро Глигоров, Бранко Црвенковски. Како стана председател приме? Со курнатлак, брат. Со курнат. Од него наваму Шилегов го шие у 3 дужини. Крајна програма. И тоа не треба да имаме ни парламент, не треба ни премиер, ништо. Само Шилегов, стај го, тргни го Пендаровски, тој е културен момак, што мајка бара таму. Тргни, стајте го Шилегов и нека ја води држава. И ке им вика, не, ти на мене ве чуде, уво не миче, тао заушки шамари. Овој мртов ладен на Бранко Шамари има да му врзе. Или може сум се прешол. Бранко ми е чутлив години, ве, а? Откако се повлече. Ја не му верувам. Пази, вршњаци сме. На исти ден сме родени. Ја, Бранко и Жан-Клод Ван Дам. Толку да знаеш. 14. октомври. Добро, он е 16. Ама тука сме. Иста година, исто све. 2020 вака е округла цифра за камбек, а? Ај, може 22. Океј, одиме уште малку со забави. Ова е едно најблесаво нешто што го најдов. Трендо кај го ископал ова. Вика, ако ви требаше причина за новогодишно шлапање на блиските, а и далечните, тогаш ова е и тоа. Шлапање, и сега ја идам, се чудам, што сака да каже. Како што ќе видите, шлапањето има многу подобар ефект кога е снимено. No one clap your motherfucking hands.
If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you Mora motherfucking snimam jedno. wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. Ja, ako sam izgledao poblesao video. Ja, pa tako je... Dobro, me razpoloži. Thank you of net. A, dragi moji, ako se sjećavate koga ВМРО dojde na vlast, 2006 godina, mislim дека уште истата година голема афера тогаш беше со Поликолор. Поликолорот беше многу убав, го мачкаш и сите среќни бе, чудна работа. Ја оформав соата, дојде, една канта, мене ми даде една канта, ама они не варосува, ја му варосува, сите среќни дома. Джек Николсон ми се јава, слуша многу добра со мој, како не бе, викам поели, он седи тука, вика, многу ти е добра сова. Тогаш беше фатен Поликолор со 500 кила кокаина. Ама затоа денеска, деноиве, нели, имаме со 700 кила. Па да се знае бе кој е на влазе, 500 кила за ситна ворарија. Да се знае кој е шизику мало. А еве ја Силвија Стојановска, која е моментално во притвор, што изјавуваше во 2015 година. Мене ми е адреналинот, не знам на колку дигнат. Од вчера особено, се разбира целиот овој период. Не се работи за 2 дена и 3 дена, се работи години наред. Меѓутоа, ова вчера што го слушна целата јавност, на кој начин се уништуваат човечки животи, на кој начин се скриваат убиства на невини луѓе кои што не значат апсолутно ништо за тие луѓе кои што разговараат за губењето на тој млад живот.
Затоа ги повикувам овие луѓе овде да да дојдат од оваа страна, од нашата страна. Затоа што не верувам дека постои некој здрав разум кој што може да ја брани, да го брани овој начин на однесување со сопствениот народ, извинете. Грозно. Јас не знам што треба да направам. Треба да побарам азил некаде во некоја друга земја. У Колумбија! У Колумбија, човече! Читам, Пендаровски тамо ми прогласува, вика, безвизен режим со Украина. Абе, дај Колумбија, златна, каква Украина, бе, дај, одма идеме, дај, пакуј дронот, не треба ни бро, со дрон ке идеме. Сами ќе седнеме ја и баже на дронот и вака ќе седеме, како Аладин на черејата и ќе идеме таму по прашумите и ќе снимаме мајмуни горили у магли и ќе снимаме документарци од сабајле до вечери, само чај ќе пиеме. Од чубави тие ливчиња што се и така натаму. Русија, Америка, Кина, Европска унија, подали едневе златна Колумбија. Фудбал барем боље имаат од нас. Инаку, за жал, Елмас не го даде голот за Наполи. Наполи тепа 2-1. Елмас сите го прославија, Арно ама стои дека автогол си дале гостите во тоа. Иако, нели, така се джитне и требаше многу време, па се виде сето тоа дека не е до Елмас. Јас сакам да ве забавувам со позитивни работи вечерва, малку да ве насмеам, малку да ве расположам, сепак и политиката е дел од нашиот хумор. Ова смеам да го покажам у емисија. Како изгледа, што ми е символиката? Како изгледа еден фан на Металика? Ако го видите фанот на Металика, јасно ви е како ви изгледа мојот реализатор. Он е фан на Металика и човекот изгледа цел живот вака. Вака спие, вака станува, вака искача. Вака иде на свадби, на погреби. Он е доследен и ја тука не му замерам. Арно ама, неговиот идол, што ти е? Па колегава мој е поголем Металика него Металиката. Не е шегата ова е за нешто друго. Ајде сега замислете се вие со знамињата комуњарски, црвено-црни, српи чекан и така натаму за вашите партиски лидери. Нели? Се колете, се тетовирате, се брендирате. А партискиот лидер што ви прави? Си иде у Армани, си тера шопинг по папучи, а со другата рака во джеп игра карамбол. Джигери-гери-ге. Малку сум безобразен. Не, на хуморе. Океј. А сега, најинтересната работа, бидејќи имав многу реакции од минатата недела за тие така наречени флешмоб. Инаку тоа е во јавност, кога неочекувано, ненајавено, на некое место ќе се случи некој настан, например, свирење, играње, танцување и така натаму. Одиме еден од 5 најдобри настани такви што се снимени во Русија. Ладно, брат, овдека минус 67, давај го, гласно, и нешто, луѓе си идат, никој не пие водка, просто да не веруваш, но ова е Москва, 26.2.2012 на Горје. Очи чорная, имаме ли гласая, звучникая, тиховая, пушти гласно, Боже, Катюша, облаките лета.
ја велат најлудата ноќ. Лудило, какво и да е, не е добро. Ниту како синоним за добра забава. Се ближат празници и го славиме, како што искривено сакаат да кажат, роденденот на Господ Исус Христос. Роденденот на Господ Исус Христос и Великденот се секој ден. Секој ден кога има литургија, кога ќе застанеме. Во вечното време нема овој декември, тој јануари, секој ден е ден. Нам ни е потребно за сведошто да се сетиме. И кога ќе ви речат да ги отвориме срцата, мир на небесата, мир на земјата, благослов, да го примиме Христос во нашите срца. И сега некој го разбира, некој не го разбира. Ништо, бре, луѓе. Љубов. Имаш ли ти љубов во своето срце? Како ќе ја пружиш љубовта? Многу е лесно на својата жена, на своите деца, на своите најблиски. Најлесно е, овој заслужил, нему ќе му дадам љубов. Не. Тоа е веќе условеност. Подвигот е, кога ќе направиш нешто некому, за кој знаеш дека никогаш нема да може да ти врати. Тоа е подвиг на љубовта. И затоа, направите си, најдете начин. Како ќе направите подвиг, како ќе им помогнете на тие на кои помошта им треба на вистина. Не чекајте некој да бара од вас. Вие направете. Макар ако ништо друго, отидете елката во Рамстор, каде што децата без родители на неја имаат закачено желба. Кој што сака за нова година. Земете една, многу скромни се тоа. Некои се понескромни, поскромни и видете што можете да им дадете. Можете да донирате за СОС село. Ако не знаете што да правите, дајте на било која црква. Црквата, било која, секоја црква, секоја христијанска црква им дарувала на оние на кои им треба. Постојат милион мал начини како ќе направите. Ако ништо друго, идете од себични причини да си ја смирите совест. Но направите го тајно, направите никој да знае, затоа што знаете дека таа дрон камера од озгора е најсовршена. Таа нема 20, 30, 40 минути траење на батерија. Таа цел живот, од како сте крстени, левитира над вас и ве снима. И секое ваше добро дело, макар го направиле под чаршав, никој да не види, ќе го види тој што знае. Ако го славите Божик, вие сте верник. Ако сте верник, верувате во Господ, верувате во Исус Христос, верувате во љубовта. И тоа не само да ви биде дадена, туку да ја давате. Затоа што Господ Исус Христос не чекал да му дадат љубов. Он дава. Он помагал. И за тоа бил распнат. Тоа е неговиот подвиг, а тоа е и пораката до нас. Нема да ни биде лесно. Никому нема да му биде лесно. Нема купопродажен договор со Господ. Направи ова, ќе ти биде подобро. Не. Правиш ова само заради љубовта, бидејќи љубовта не признава фактури, фискални сметки, нити нивно скенирање. Љубовта не чека да и се врати. Тоа е искрена љубов. Љубовта не прави разлика измеѓу дете, жена, сиромашен, пријател, па и непријател. Подобри сте од мене, докажете си го тоа. Малку треба. Одиме со реклами. Земи залет и влези во новата година со супер брз оптички интернет на Неотел. Избери некој од оптичките пакети и доби попуст до 40% на претплатата за целото време траење на договорот. Толку брз. Неотел. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Џорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место.
плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе на www.makedonskosonce.com. Земи залет и влези во новата година со супер брз оптички интернет на Неотел. Избери некој од оптичките пакети и доби попуст до 40% на претплатата за целото време траење на договорот. Толку брз. Неотел. Вечните Ахмети и Дуи имаат само еден принцип – да бидат дежурен партнер во сите владени коалиции. Без да навлегувам во внатре-партиските и кадровски одлуки на Дуи, не можам да останам имун на политички заклучоци кои се однесуваат на македонската нација, која Ахмети заради своето досегашно поведение никогаш не може да ја представува. Затоа, заклучоците дека нема враќање назад и предупредувањата на Ахмети дека мора да се почитуваат Охридскиот, Преспанскиот и договорот за добрососедство се чиста провокација која потврдува дека Дуи никогаш нема да ја респектира волјата на мнозинството, ниту пак ќе ја почитува Македонија како своја матична држава. На пропаднатиот референдум повеќе од 700.000 граѓани се спротивставија на предаствата со Грција и Бугарија. Смешни и лицемерни се тврдењата на Ахмети дека никогаш не работеле зад грб, дека го почитуваат дадениот збор и дека се залагаат за владење на правото. Прво, Дуи како вечен партнер на сите влади, партија која е 17 години на власт, чиј лидер Ахмети едва има изустено 10 збора на македонски јазик, ниту еднаш не ставија македонско знаме во нивните седишта, ниту на нивните собири, се мајтапат со најодговорните македонски политички партии. Противуставно наметнуваа двојазичност, издействуваа амнестија за хашките случаи, осомничени за воени злосторства, предлагаат за врвни државни функции, зарем тоа не е работење зад грб и понижување на македонските национални интереси. Второ, Ахмети го прекрши правилото на коалицирање на победник со победник, кое во 2008 со кукање кај меѓународните партнери самиот го издействува со така наречениот Мајски договор. Тврдеше дека кога Македонија ќе стане членка на НАТО алијансата ќе се повлече од политиката. Толку му држи зборот. Трето, Ахмети не смее да изусти владење на правото. Заклучоците на Венецијанската комисија не го почитуваат иако се услов за ЕУ интеграцијата. Никој од Дуи за никаков криминал. Ахмети ги потценува нашите сограѓани албанци. Прочитане. Јасно им е дека се заложници на една криминализирана структура која се богати на нивниот грб. Тврдењето дека вечните Ахмети и Дуи се експоненти на САД и ЕУ, кои ја добиле наводно улогата на чувари евроатлантските интеграции на Македонија, е тешка лага и обичен мит.
Македонските политички партии се обврзани да го слушаат гласот на нацијата. Новите околности налагаат нова политичка доктрина. Раздавањето на македонските национални интереси завршува. На Македонија е потребно вистинско граѓанско заедништво, а не пазарџески коалиции за поделба на пленот од власта. Чао Европска Унија, никогаш северна, Македонија вечна, пишува председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Земи залет и влези во новата година со супер брз оптички интернет на Неотел. Избери некој од оптичките пакети и доби попуст до 40% на претплатата за целото време траење на договорот. Толку брз. Неотел. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Земи залет и влези во новата година со супер брз оптички интернет на Неотел. Избери некој од оптичките пакети и доби попуст до 40% на претплатата за целото време траење на договорот. Толку брз. Неотел. Што ве научи 2019? Ги даваме телефоните и да ги слушнеме вашите јаводи. Мене ме научи да не оставам неспонзорирани пијалаци пред камера. Што ве научи вас 2019? Што ги научи другите? Дел прочитавме, а дел ќе ги прочитаме уште и сега. Вика, цела година работи со поштеност како приватник, крај со крај не можеш да сврзеш, а околу тебе корупција, рекет, пари со торби, евра, илјади
за лешници, бадеме и така натаму. Маријан вели да не веруваме во власта, лажат. Александар Кузмановски века, ако ја пропуштам Јади Борек во живо, да ја снимам. Што знаеш, може некој ќе каже нешто паметно. Добар. Никола Петрушевски вели, не научи дека беше бетер од 2018, а тоа значи дека 2020 ќе биде уште побетер. Лиле Лилјана вика, јас секогаш на Јаде Бурек ги фаќам репризите во ситни сати после полноќ. Не знам кога е редовниот термин, ќе ми каже ли некој. Драга Лиле, не. Ете тоа Лиле научи во 2019 дека Јанко не каже. Јусуф Алија вика, најдобра лекција во мојот живот на ниту еден човек да немам доерба, многу повеќе искусен ме направи оваа година. Ајде, драги мои, да ве чујам вас. Што ве научи вас 2019? Што е вашиот заклучок за 2019? Форца Емрам Селим вика, живот во Северна Македонија ќе има. Форца Тигар. И тоа што знаевме, го заборавивме. Весна Блажевски вели, на Бог се дава доверба, не на човек. Никола Неделковски, дека не знаеме, ама баш ништо. И така натаму, и така натаму. Тим Поповски вели, јас, Јанко, научив дека нема Европа за нашата држава. Фала и поздрав. Ана Стефановска вели, дека луѓето се гомна. Ете, тоа научила кутрата во 2019. Ја, како припадник на човечкиот род и на луѓето, ти се благодарам. А и предпоставам дека и само критика е ова. Пошто, предпоставам, не препаѓаш на некоја друга интерпланетарна раса. Петар Милевски, алу, Јанко, мачката ја најдели. Ова со мачката уште трае. 2000 и... Еве, баш ви каже, секој ден од... Доваре, баш, треба све графика да тргне. Секој ден од понеделник до петок од 20 до 22 часот. На тебе сонце. Враќај графиката, врати ги телефоните. Значи, контакт телефони. Што ве научи 2019? Мачката. Инако, многумина кога ме коментираат и ме мајтапа мене, се сеќаваат на мачката. Тоа беше едно од најнебулозните јавувања во историјата на телевизиите. За жал не постои снимка, тоа беше, ми се чини, на Skynet телевизија, кога се јави една жена многу вознемирена, каде што објаснуваше како некоја кола ја турнала, она возела велосипед и паднала и не може да ја најде мачката. Толку беше вознемирена и сериозна и после цела недела се јавува луѓе и прашуваа дали жената ја најде мачката. И мачката остана како еден символ на таа емисија и на оваа емисија и како една мистерија. Мачката никогаш не е најдена. Или не знаеме дали е најдена. Шродингер, добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Што ве научи 2019? Научи 2019 тонот од вашиот телевизор да е потполно исклучен. Баже, кастрација одма. Баже да го ставиш за директор на ветеринарно, нема више џукели по улици да има. Одма сите кастрирани. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Повелете. Добро вечер. Добро вечер, господјо. Што ве научи 2019? Вака, ја се пратам вашата телевизија и многу сум задоволна. Мене ме научи дека сум погрешно воспитан. Зашто погрешно сум воспитана, културна и поштена, а исто така сум ги воспитала и моите деца дека се погрешно воспитан. Како требаше да ги воспитате децата, кажете? Да крадат, да лажат. Овде само така може човек да обстане. Иначе колку си културен и поштен, толку патиш. Сега да ве прашам искрено. Еве, да имате повторно шанса. Дали ќе ги воспитавте децата да крадат и лажат?
Видете вака, јас да ви кажам така да сум воспитана и сигурно само сега од револтова го кажувам, Така е. сигурно не би ги воспитала така. Така е. Затоа што отидов во пензија и ништо не видов, сем со моите 10 прсти што работи. Значи, Верувајте. господјо, вас ве научи дека 2019 оние што лажат и крадат, тие Дека убаво се си поминуваат. поголеми луѓе. Како да се објаснам, погрешно се објаснам. дека Не, се не, поголеми добро кажавте. господа- Одлично кажавте, потполно ве разбрав. Да, И да, иронијата да, ви беше на место. Да, да. Одлично кажавте. Не се грижите, ја ви благодарам за јавувањето. Све беше на место. Поздрав, господјо, лека ноќ и пријатно. Добро вечер за следниот гледач. Да слушнеме што него Добро го вечер, научи Јанко. 2019. Добро вечер, Јанко. Добро вечер. Повелете. Редовен гледач. Секако се препознаваме. 2019 ме научи дека ако крадете на големо за да не идете никош у затвор. Да имате пари да платите и полиција, и судство, и обвинителство и никош нема да идете у затвор. Јас ексклузивно на твојата телевизија ќе дадам идеја во врска со избориве. Едно идеално решение. Ја не можам да ги сватам овие аналитичари, ги пратам толку да не им текне што е идеално решение во врска со избориве. Значи, некој изборува една изборна единица отворени листи. Па тоа, ако малку човек се разбира, тоа подразбира една книга да има и човек да ги бара сите луѓе. Замислите секоја партија по 120 луѓе да ги има со име и презиме, 10 партии, 1200 луѓе треба да се вртат, ако е отворена листа. Јас давам идеално решение, но тоа не им одговара на големите партии и до сега ниеден не слушнав аналитичар овој мој предлог да го каже. И затоа го кажувам ексклузивно во твојата емисија. Ај, нека биде новогодишно, со забава, сепак оваа ќе биде репризирана за забава, да не ја тераме претерано у политика. Кажи го да го чуеме. Само да го Повели. кажам решението, ако Да, може. те молам. Ако ми дозволиш. Биди потоа- краток и забавен. Да. Ако може да ми дозволиш. Ало? Те слушам, да. Ало? Те слушам, збори. Идеалното решение е 120 изборни единици со отворени листи. Значи, што значи тоа? Ако во општина, да кажеме Карпуш, секоја партија ќе си има да предложи по еден човек со име и презиме. Секој независен исто ќе се представи, нека бидат 10, 20, 50 души. Тој што ќе земе највеќе гласови, тој ќе биде пратеник. Многу е просто. Добро. За да се уштеди во пари, во исти ден да се бира и градоначалник и пратеник. Колку имаме градоначалници, толку да имаме и пратеници. Многу е просто. Ти благодарам Освен многу за за јавувањето. Нека биде ова дел од новогодишниот фолклор на позитивна забава, затоа што сакам оваа емисија и ќе се репризира за новогодишните празници, па нека биде една реминисценција на 2019 како ваше подсетување што сте научиле од 2019, од 2018, па и од 2016, па и од 2008, па и од 2000-та, па од 54-та пред наша ера и така натаму. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Може ли Може. еден виц да кажем? Онака не е странен. Не е мрсен? Иде студентот, мислам, завршува судија и му вика на таткото. Тато, бе, вика, јас на првиот ден на работа го реших случајот, па ти цел живот не си го решил, странно тило си, не знаеш да работиш. Губи се, вика, отказ, срам те било, бе. Јас со тоа судење тебе те изучив, ти завршив од тие пари, де едни отпадне, де други отпадне, де едни отпадне, други отпадне. Ја те изучив со тоа. А ти, вика, се уречи случајот, губи се да не се видам. Фала, пријатно. Фала, пријатно. Ете што научила господјата во 2019. За
корупцијата во нашиот судски систем. За жал, нели, една капка во цела чаша со чиста вода, една капка да ставиш отров, ќе отруе цела чаша. Не можеме сите суди далеку од тоа, но нели, еден корумпиран може да даде најлоша слика за се. А не е така. Јас сум убеден дека кога би можеле да судат без притисок и да не бидат подложни на мито и политички притисок, ние би имале перфектна држава. Се од таму ни потекне. Океј, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, Јанче. Добро вечер, господјо, повелете. Како сте, добри? Добро. Вие како сте? Па средно жалосно. Што е средното, а што е жалосно? Знаеш зошто? Што е ова комарц ни задава ноќе уште? Кај ти доа парите, ја не знам кај праска, кај пустеја. Кај живееш, господјо? Во аеродром. Во аеродром? Да, бе. Значи, аеро е чист? На Јане Сандански. На Јане Сандански? Чудо е нешто во лице во ноќе ни ги задува. Што е ова, ја не знам комарц. Значи, научи дека во 2019 година комарците преживуваат. Леле, што е ова, ја не знам. Ја стара сум, ја 75 години сум више. Ми задува комарци сите и ото по поред. А да отвориш прозорци, да пролуфтираш, да не ти се останат искриени тие още од летос? По цел ден да отворен прозори стоят и се. Не знам што е ова. Они не се оние големи, него некои како мушички, кои свесне жар на лице направени. И што почнам да пиеме апчиња веќе. Да не се буви во прашање? Не, ма какво бе, и тепа ме гледам по гидовите, комарци полно летат. Комарци полно летат. Верувајте. Значи, во 2019 комарците преживеа. Кај ти доа, кај се запустија парите, кај се заштурија. Што прска, вода ли прска? Што прска, ја не знам. Со дезодоранс ги прска. Да мирисаат убаво. Кој знаеш што прскале? Тоа беше работата. Благодарам за јавувањето. 2019 ни ги обележаа и стварно ни ги обележаа комарци. Не изедоа живи, крв ни испија, брат. Ау! И сега, знаеш што е интересно? Трпат ли они загадување? Има ли загадување? Трпат они загадување? Тие големи не трпат. Тие птеродактили, у Австралија вика баже дека трпеле. Пак Австралија, пак нешто, коалите. Ке го јадат него кенгури еден ден. Добро вечер за следниот гледач. Јанко. Јанко, добро вечер, повелете. Што не научи во 2019, што научи? Што научи? Што те научи? Ја научи дека Пендаровски, кога викаше дека овај народ е стока, навистина е стока. Значи бил управо човекот. Знаеш зашо? Зашо? Рече дека се стока и гласаа во ПАИ, гласаа го за председател, нели? Да. Троват ги како комарците. Па ќе гласат за овие. То нема го нигде овај народ таков. Будала народ, што да речем. Не стока овце, за стрижење, за молзење, за се. Викаш таков ќе биде народов и во 2020? Па нема промена, сигурно. Да ми се јавиш во 2020 ова време да ми кажеш вака, Јанко, не ли ти реков? Така. Биди сигурно ќе се јавам. Да се јавиш. Јас сум редовен гледач, ама не сум редовен јавувач. Добро. Да те прашам, ќе славиш ли нова година негде? Не, дома. Дома? Дома, каде, нема. Што ќе биде? Со кафе или ракивка? Од се по нешто, од царми, ракија. Што дал Господ? Долбинци. Што дал Господ? Фала ти за јавувањето. Поздрав, се најубаво. Знаеш како викаше другар ми, кој ќе седневме у кафана, брат, ти не знаеш која покретна стомна беше. И доаѓа коноварот, ќе дојде келнерот и го праша, што ќе се напиете? Што имаш од алкохол? Па имам виски, ракија, пиво, вино. Да. Добро вечер за следниот гледач. Повелете. Нема никој у моментов на линија. Што ве научи 2019? Можеме да дзирнеме уште малку на Facebook што велат. Стив Веселиновски вели дека сите можеме да бидеме премиери и министри. Само треба да викаме ЕУ, НАТО и доле Москва. Добро вечер.
Ало, добро вечер. Добро вечер, господине. Повелете, што ве научи 2019? Па ништо да ви кажам. Ништо. Најбо да заборавиме некои работи, иначе ништо не може да научиме. Што сакаш да заборавиме? Па све. Например? Па, например, што би почнал сега, почнам прво. Да заборавиме све ова лошо што ни се случува во државата. Например, без перспективноста за децата, загадувањето, уништувањето, на све она што значи живот. Не знам што би можел друго да додадам, ама све е некако безидејно, безперспективно, безнадежно. Не знам дали можеме да се вратиме во нормален живот во наредните 100 години. Не знам. И покрај ова, можеш ли да си дозволиш, пази, ова е твоево црно, ама и реално, за жал. Можеш ли да си дозволиш да се расположиш, да ти биде убаво некој ден и така? Може само во кругот на фамилијата, ништо повеќе. Да си жив и здрав, каде и да е, нека ти биде убаво, пријателе. Фала и на вас, све најубаво. Се најубаво и на тебе. Се најубаво. И да даде Господ до година да ми се јавиш порасположен. Одиме со следниот. Гледач, добро вечер. Аха, се извинувам, оти го чув телефонот дека задзвони. Одиме да видиме, вика, Тања Ристевска вели, како да ја изгубите татковината за 10 дена. Ете што научила во 2019. Анастасовска Сања вели, јас научив да игнорирам, да кажам не, да си ги тренирам нервите. А Митко Билјана Митровски вела дека ВМРО СДСМ мајката ни ја расплака. Сузана Ѓуровска Симоновска вели дека здравјето е пред се. Витомир Дучиновски вели на сиромаштијата и на кој од поголем стрес е тоа научил он во 2019. Го слушам телефонот, дали ќе биде вклучен гледачот во програма? Ало, добро вечер, дали се слушаме? Да, добро вечер. Добро вечер. Што ве научи 2019 вас? Па, како 35 годишна жена ме научи дека кај што има сила, нема правда. Тоа ме научи. Имам дете едно. Све е корумпирано, све е со врска. Малтретирано, тепано, жалење по институции. Те тепата не ти даваа да плачеш. Тоа научив господине Јанко и ве поздравувам, ќе бидам кратка и јасна. Многу ми е жал и да се... Знам дека ви е жал и ве почитувам што имате оваа емисија да се изјасниме еве како слободни граѓани. Бар тоа не ни е, нели, забрането. Забрането, затоа ве поздравувам и посакувам све најдобро во новата година. А јас ти посакувам идната година да ми се јавиш со спротивно. Да. Да ти се случат многу убави работи, спротивно на сето ова што ти беше. Дај Боже. Поздрав. Исто и вам. Па и вам, пријатно. Намасте. А ние продолжуваме, одиме со вашите телефони. Некако 2019 ќе сакаме на вистина да ја заборавиме. Но она што ни се случи мора да ни биде школа, бидејќи, како велам, да го заборавиме лошото, но да излечеме поуки за да не ни се повторат работите. А ни се повторуваат, и ни се повторуваат, и ни се повторуваат. Дали имаме некој во моментов? Не, одиме со гледачите на Facebook. Вика на Спаско Пранковски. Станав американски државјанин пошто не сакам пашпорт од Северна Македонија. Ете, тоа научил. А Тиже Зеленова вели да си седиме мирни. Стеве или Стив Котевски дека парите се вадат, ама предавник секогаш ќе биде предавник. Пеце Кактус велика дека драпаш мадиња,
А јас му одговорив, очигледно се разбираш од проблематиката. Миле Јованов, манипулирање на секаков може начин најак факултет во Македонија 30 години. Аха, дека манипулирањето на секаков може начин е најјакиот факултет во Македонија последниве 30 години. Тоа научил во 2019. Добро вечер за следниот гледач. Слушнав. Океј, се уште не е воспоставена врската. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте, господјо. Па, фала многу. Вака, сакам да кажам што ме научи 2019. Да? Не 19, и 17 и 18 и така натака. Па можам да кажам дека не научи да бидеме улизици, а тоа за мене се најлоши, значи луѓе на не само државата, туку и во светот, најштетни и најпокварени. Зошто? Значи тие затоа што тие го поддржаваат, ја поддржаваат секоја власт. Така? А тие самите се власт. И тие сеат страв без милост, без обзир, ладни како мраз, оштри како нож. Така да, сакам да кажам дека можеби цела во оваа ситуација на тоа не научи. Најверојатно дека само на улизиците им е најдобро. Се додека ги има, нив нема да има среќа. Ни тука кај нас, ни па во светот, затоа што тие го унисуваат, ми се чини, све што е човечка вредност. Ето тоа само така да кажам, да ме слушнат и другите, што мислам јас, а може би и повеќето. Тоа све кажува колку сме ние расположени и нерасположени, колку ни се живее, колку не, со улизици, со фукари, со пакосни, со лоши. Мислам дека у денешно време е и демоде да си добар, да си честен. Тие вредности ги немаме више. Што може да не научи 2019? Само да плачеме во себе, да не гледа никој. Ние се смееме, ама не е тоа. Еве и вие се смеете, ама не вие да смеење. Напротив. Не може само да се гледаме. Напротив, душа. Ти немаш појма што научив у ова животно школо. Колку полошо работи ми се случуваат, толку на подобро мене ми иде. Не во смисла материјал, туку во некоја друга сфера. Слушај, отвори Нетпрес, видеа мојата колумна, а и подоцна малку ќе извадам еден исечок како мој последен, поздрав од вас за вас. Еве, може би грам надеж да ви дадам во едно мое, да речеме, мини просветление и размислување. Поздрав, секој е добро, интересно ово со полтроните и улизиците. Да, политички полтрони. Политички полтрони. Лека ноќ и пријатно. Господјо, ви благодарам за јавувањето. Го очекуваме следниот гледач. А Роберт Котев вика дека сме биле од мочка правени. И, какво каже? Еве, оти сме од мочка правени. Добро, одиме со следниот гледач. Добро вечер и повелете. Ало? Да, господјо, повелете, ве слушам. Добро вечер. Добро вечер. Ништо не научив. Треба уште да учиме. Што треба да научиме, господјо? Кога ќе го славиме Божич сега? Тоа не за сега. Не разбирам. Не разбирате, господинот Чилегов што рече, кога да се слави Божич? Како не му е срам? За тоа? Добро. Да. Ајде да искажете се без да ве подпрашувам да чуем. Фактички треба ние прво да се окренуваме Божич да го славиме на 25 декември. Што му е на него? Дали мисли што зборува? На што речи тоа? Прво, значи, треба да учиме. Не сме научили ништо. Ние ќе се преокренуваме сега на 390 степена назад. Се враќаме. Кој како сака нека се слави, тој коса. Ако сака и утре нека го слави. Нас не интересира. Мене, ја се согласувам со тоа. Ние си го знаеме Божич кога ни е православниот и готово. А тој некој кога ќе сака слави нека го слави. Ханука, некој ќе слави Да. Ден на кенгурите, некој ќе слави Ден на гаучосите, секој нека си слави што сака. Така, си имаме ние наш Божич, наша нова година и така натака. Добро. Така. Значи, вам ви е важна традицијата, така? Па важна ни е како не. Добро.
Така сме ние научени од деца уште. Не сме од вчера. Значи тоа ве научи 2019. Тоа е. Ништо, уште ќе не учиш и легов како да правиме. А Кој мислите ќе ли каже дека... народот постел, вака така. Добро. Како не му е срам. Добро. Кој како сака ќе си ја чека. Со риба ќе се чека ако треба. Тоа. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Фала, многу пријатно. Поздрав. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер, Јанко. Добро вечер, господине. Јас научив дека можам да бидам и поет. Например, ја научив Ленка, научив Црна земја, научив Печалбарите, научив Парите се од Тепувачка. Многу научив од оваа влада. Фала и многу, бар нешто научив. Толку од мене. Добро, благодарам за јавувањето. А таман се понадева, викам, научил поезија, викам, сега ќе ми изрецитира нешто. Као, например, Љубивое Ршумовиќ. Бев на базен и на искачање сопругата ме сликаше. И ја гледам сликата и ми навираат неговите стихови. Ние да се хвалим, али баш сам силан, обдарен лепотом, снагом нагомилан. Шега на страна, продолжуваме понатаму, одиме да видиме што научивте во 2000... Не, ништо научивте. Што ве научи 2019? Добро вечер за следниот гледач. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. 2019 не научи како не треба во иднина да се случуваат толка велепредавства. Аха. На кој мислите? Кој би ги потенцирале? Па, двете антимакедонски политички елити, Ороводецот Заев, логистичарот Мицковски, ќе продадоа македонската држава, јазик, нација, култура, име, посебност, историја. Се беше креирано уште од времето на Грујо, пред пржинската влада. Ова е само театар. Овие две политички структури антимакедонски цело време се хранети од политичките олигарси што Бранко Црвенковски ги направи од големи комунисти, големи демократи, односно олигарси. Се знае 20 луѓе се во државата. Голема заблуда е кај македонскиот народ што ни го перат мозокот веќе 30 години дека као американците ни го смене името као Европска унија. Не постои ни една сила на светот што ќе те присили да гласаш против да се самоуништиш во 21 век. Значи, 8 пратеници ги пушти ДПМН повода, не ги пушти Бејли. Ако имаш одлука на извршен комитет од ДПМН да излезат собрание, која ќе беше таа сила што ќе направиш 80 пратеници, истата политика зајпо што ја направиш што излезе 2016. Добро. Значи, еден краток заклучок, да не идеме многу мрачно и камерно, емисијава е планирана за репризи за Нова година. Значи, ти имаш гнев заради тие национални предавства и тоа ти е најчемер, тоа те научи 2019, така? Па не тоа само гнев личен, тоа е гнев на секој чесен македонец. Добро. Една поука за воиднина, секој македонец чесен, доколку сака да има иднина неговото дете и внуче, да избери трета опција, затоа што алтернатива кај овие две корумпирани мафијашки структури, добро, иднина нема. Благодарам. Ајде, благодарам. Не дека те сечам, ама во право си, нели, ке имаме време ние за овакви политички емисии и говори од, нели, бидејќи ова некако новогодишна, а очигледно дека 2019 не исполитизира до коска
а впрочем и претходниве години само за тоа. Очигледно е дека ова на некој начин детектираме дека малку од луѓето избегна тоа да бидат исполитизирани, имаат причина, имаат право, па и кога немаат право, како викаше Бранко, народот е во право и кога греши. Било да ви се грешни тезите или не, вие сте во право. Кој ќе го препознае тоа, тоа е друга работа. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. 2019 не ми беше многу и работи јасни, а ми стана јасни. Јас слушав и телевизија дека Германија барат работници исклучиво од оние кои не се во Европската унија. Па ние можеме на Германија да им понудиме LGBT организацијата, таму се тие без работа луѓе со тие нивни чадори, па Билечини може да направи понуда Германија да ја прибери таму, ќе имат поголема демократија. А уште една работа ми се допадна, девојките што ги немат во светот толку убави, со убави колкови, во Скопје што маршира и медиумите му дада најголемо значење на нив, со црвените чадори што нудеа сексуални услуги за да заработат парче леп. Па една се представи и е честитам, рече јас сум сопруга, мајка и 3 деца, за да и нахранам децата морам да барам работа на овој начин. Епа, господјо, ако то си мајка и даваш пример на децата и на нашите внуци, правнуци, јас мислам, Идризово мало би ти било неко друго да се изгради Идризово и таму да завршите како работнички во поле. Фала многу. Ти благодарам за јавувањето. Добро, редовните гледачи не можам да очекувам да го разберат моментов на овие предновогодишни, но ова е само, знаете како, ќе ни остане за белег, дека кога ви викам за новогодишна емисија која ќе се репризира, ова вие ќе го слушате, ова други ќе го слушаат или ќе менуваат канал. Нели, бидејќи за да обстанеш во борба праведна, во напреведност, мораш да имаш една културна оддишка, здив, да се тргнеш од овие анални монолози на чемер и јад, за да собереш ментална сила во натамошната борба. Одбери еден ден кога ќе прескокнеш. Нели? Еден ден. Чисто заради себе, свое ментално здравје. Бидејќи ако си секој ден, губиш фокусот. Моите пријатели кои ги гледам, секој ден со ова се занимава. Секој ден со предавства, секој ден со партиите, секој ден со кратците. И утињаат, и пропаѓаат, и како авторитети се. Зошто? Затоа што не знае кога да застане, да земе здив, да земе нова перспектива како стојат работите и да може уште подобро да удри. Бидејќи континуирано постојаност не значи ако прекинеш дека си се предал, туку едноставно како што сон ти треба. Тоа исто како да му кажеш на човек, па што спиеш бе, треба да работиш. Ама морам да спијам. Така и духот мора да се обнови. Со филм, со музика, со забава, со хумор, со дружење, со пеење, со песна, со расположение, со молитва, со литургија, за да можеш да ја спроведеш борбата. Се друго е крајност, а крајноста е лудило која влече во параноја или во некои уште пострашни состојби. И последното јавување за вечерва. Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Што сум научил, не сум научил ништо убаво. Меѓутоа ми се случи најубавото у живот. Што? Сум станал прадедо. Леле, нека ти е честито. Стварно е ова голема вест. И фала ти што ја спод... Абе, прадедо, абе, браво, браво, браво. Колку години имаш? Ја 81. Абе, браво, браво и за тебе и за фамилијата. Абе, ти си благословен човек. Па јас сум благословен човек, Джими, тоа се случило, Джими, тоа што се случило во оваа година. Уште малце и па ќе биде наредна. Значи, те молам, остани со ова, последен си. Нека биде ова твоева како благослов до сите.
да дочекаат да станат прадедовци и прабаби. Те молам, може ли? Сепак ви додав уште нешто. Не, ти благодарам многу, а јас ќе ти дам цела емисија после Нова година. Добро, ајде, нема проблем. Да не ја тера. Види, најубавата работа ја кажа вечерва. Најубавата е таја. Нека остане на тоа. Те молам. Добро. Те молам. Нека остане. Фала ти. Ти бацувам рака. Ти бацувам рака. Среќна ти нова година тебе да и на ти се другите, умножат внуците. Еве, стварно убаво. Нели за крај. Мислам дека вечерва ќе биде последната што ќе имаме интерактивна, бидејќи наредниве 3 дена ќе имаме интервју, а потоа ќе направаме една кратка пауза до Божик, каде што малку сакам повеќе да се посветам на семејството, на молитвата и за Божик да се причестиме колективно, како што доликува. Така што, драги мои пријатели и пријателки, не сум слеп, не сум ни глув, јасно ми е во која камерност, во која траорност живеете и тука ќе бидам со вас како изминативе 2 децени и понатаму. Ако ништо друго, барем може би ќе ни текне некоја идеја низ маката што си ја споделуваме, па некој ќе се јави со некоја позитивна работа, може би сосема случајно, ете ќе дојде некоја инспирација. А може би, нели, не охрабрува, чекај, па ја не сум сам. Па ја не сум сам оставен. Моите браќа и сестри ја имаат таа мака. Па дај да се сплотиме. Верувајте дека полесно ќе си помогнеме, полесно ќе надминеме, кога се препознаваме дека сме тука, сите заедно, под овој покрив, под ова оловно небо. Но, ја на крај, како што е ред, ќе и бацам рака на мојата сопруга и незината омилена песна, која ја дзензам бетер него овие танчери. Среќна нова година, драги мои почитувани гледачи, иако ќе имаме емисии, ќе имам уште еднаш, но мислам дека е ова последната комуникативна и ќе ја репризираме уште некој. 2019 ќе ја заборавиме, но ќе излечеме заклучоци од неа. А сите ви посакувам благословот на последниот гледач за правнуци.